ВМРО ДПМН и Вреди преговараат со 4 пратеници од коалицијата на ДУИ да преминат на нивна страна, открива за Алфа првиот човек на демократско движење Изет Меджити. Трансферот би требало да се случи уште пред формирањето на новата влада, а потоа според него можно и други пратеници од Европскиот фронт да се приклучат кон новата власт. Има информации дека четворица други од коалицијата од Европскиот фронт веќе преговараат со некој со нас, некој со другата коалиција, така да може да паднат и на 13. Пред формирање на владата. По формирање на владата може и да се преполови бројката пак во Европскиот фронт, бидејќи тие не се идеолошки поврзани, немаат ништо заедничко. Можноста за преминување на пратеници од Европскиот фронт на другата страна е и повеќе од логична, бидејќи од 19 пратеници кои засега ги има коалицијата на ДУИ, дури 9 се од други партии. Договорот за формирање влада меѓу ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди е се поблиску. Меджити вели дека во моментов се договараат темелните вредности на кои ќе работи новата влада, а за поделбата на ресорите ќе се зборува подоцна. И коалицијата ВЛЕН и коалицијата која ќе предводи ВМРО ДПМН во принцип ги делат истите вредности, истите принципи за новата влада, борба против корупцијата, враќање на правната држава, фокусот ќе биде на економскиот развој и животниот стандард на граѓаните. Коалицијата Вреди сега ретерира, нема да се инсистира на уставни измени по секоја цена како што најавуваше пред изборите. Изет Меджити вели дека ќе се внимава на чувствата на македонците и ќе се бараат гаранции од Европската унија за сигурна интеграција на Македонија. Измените зависат првично од поголемата заедница, тоа од македонците во оваа држава. Ние во ниеден случај не сакаме да се чувствуваат загрозени или оставени сами на себе. Напротив, сакаме заедно да најдеме заеднички пат кон интеграција, која што е единствена аспирација за сите граѓани во државата. Во моментов коалицијата предводена од ВМРО ДПМН има 58 пратеници, а Вреди има 13. Бројките може се зголемат за 2 пратеника со прегласувањето, но и за уште најмалку 4 со евентуалното преминување од коалициите предводени од ДУИ, но и од СДСМ.